што смее да збори, тогаш немојте, не е коректно. Заради тоа што јас приметувам како, ете, господинот таму, дојде ми се доближи пред некој ден и дека имате нервоза и ќе станувате понервозни. И ја разбирам зошто е тоа така. Полека почнува да се стега ременот. И како полека ќе доаѓаме поблиску до криминалците, така тие ќе стануваат понервозни. Зошто? Бидејќи мислеа дека 7 години се недопирливи. Заради тоа што, ете, еден момент на личен, па не можам да кажам, ете, немир ми создава, кога идевте по улиците со нема правда, нема мир, една жена 6,5 години, околу 4 ги излежа за набавен Мерцедес за кој што требаше да го продадете и да купите амбулантни возила. Целата таа сила ја покажавте врз една жена и врз еден човек кој што го шетавте секогаш кога ќе направивте некаква глупост, а имаше такви при повеќе, кога ви требаше го носевте по притворите, по затворите, дали бил болен и слични такви работи, и имаше такви одвратни ситуации каде што на некои од тие кои што ги малтретиравте, не ги ослободувавте ниту на погреб на собствена родена мајка. Затоа немојте сега да покажувате сила, па кога некој ќе ви возврати да плачете наоколу тука по новинариве автократски режим или ваков или таков, заради тоа што правдата треба да биде еднаква за сите. Системот ало началниче нема да постои заради тоа што никој од сегашнава генерација на политичари кои што ги водат институциите не сакаат да користат услуги од бандити и од криминалци. Затоа ве молам да се смирите, дискутираме аргументирано и ве замолувам најколегијално да не пробувате да наметнувате темпо на дебата со навреди, па потоа не може така или немојте вака, или не е културно на некој да ви довикува до место, кога од преска она столче кое што тука сме биле генерации на пратеници, никој не се однесувал така према опозиција или према мнозинство. Се знаело како се однесува, се почитувал колегијализам, избор и така натака. Почитувајте го тоа заради тоа што седиме тука и дебатираме, и така треба да тече една парламентарна дебата. А тоа што е наш став и тоа кое што ние сме го кажале, тоа ќе си останеме на зборот. Затоа нервозата од вашите постапки кои што сте ги сториле во минатото, оставете на друго место да ја пренесете. Енергијата ќе ви треба заради тоа што се случило ќе треба некаде да се објасни. Фрустрацијата и немоќта од тоа што тој кој што продаваше пиперки во Горе Милановица ви викаше газете, сите се со нас, нема никој да одговара од вас, сега ќе треба да се отидете во Струмица, во хотел Парк, во тие другите кафулиња каде што ве пречекува луксусните канцеларии, да го прашате, нели бе шефе, не требаше да биде вака. Тука простор за такви фрустрации нема. Благодарам.